Драги ученици, денес на оваа средба во Бајкиве ви представуваме една многу позната македонска писателка за деца. Таа напишала многу книги за вас, а секако една од најпопуларните и најчитани ваши лектири се приказните за Зоки Поки. Денеска таа е меѓу нас и ние заедно со неа пак ќе прошетаме низ страниците на Зоки Поки, а исто така ќе ја запкашаме и што друго интересно напишала за вас и што ни подготвува наскоро пријатно за децата. Ќе ја прашате ли нешто? Колку книги сте напишале до сега? Немам напишано многу книги, иако одемна се бавам со тоа. Обично писателот сака да мисли за оние книги што ќе ги напише во иднина, помалку за оние што веќе ги напишал. Бидејќи можеби ќе ви биде чудно, но книгите што веќе се создадени за писателот представуваат како некои деца кои што веќе го напуштаат домот, оспособени сами да се снајдат понатаму во животот. И тие понатаму, јунаците од тие книги живеат сосема самостојно, се борат за својот углед, се борат да го привлечат вашето внимание и да ви бидат другари. И писателот веќе нема понатаму никакво влијание врз нив, ниту пак може да им помогне. Меѓутоа, со книгите што доаѓаат, со новите идеи, тоа е сосем поинаку. И затоа сите ние повеќе мислиме на нив. Сепак од оние книги што сум ги напишала, би ги одделила Зоки Поки, за која што денес разговараме. Потоа Зимските детективи, Земја во која никош не се стигнува, Пријателите Бони Бона, Мојот звук, неколку театарски игри, радио игри и ТВ игри. Како дојдовте на идеја да напишете книгата Зоки Поки? Кога почнав да ги пишувам приказните за Зоки Поки, заработив во емисиите за деца на Радио Скопје. Ги пишував емисиите кои што се емитуваа наутро и кои емисии постојат и денес. И бидејќи за нив требаше огромен материјал, секојдневни страници, нови текстови, јас се обидов да си помогнам пишувајќи си сама, бидејќи ми се чинеше дека тој процес на работа е малку полесен. Така од ден на ден се создаваа приказните за Зоки Поки. Дали кога пишувавте книгата Зоки Поки познававте некој Зоран? Не познавав за жал, макар што до тогаш познавав многу деца кои што ги има особините на Зоки Поки во една или во друга варијанта. Знам дека многу деца се разочарани кога ќе им речам дека Зоки Поки не постоел пред да ги пишувам приказните за него, онака како што е тој опишан. Не сум го сретнала тоа дете во живо. Меѓутоа, да ве прашам, дали некој го видел, например, авионот пред тој да биде создаден? Или, например, овие клупи на кои што седиме сега, или обично часовникот, или некој тркалце, или вашите моливи и така. Сакам со ова да речам дека се пред да биде создадено, треба да биде првин замислено во човечката глава, да се види дури како во слика. Така е создаден и Зоки Поки, преку фантазијата. Се до оној час додека Зоки Поки не го видов како живо суштество кој што може да ми одговара, да ми се спротивставува, да ми се инаети, да разговара со мене како живо суштество, јас не можев да напишам ни еден ред за него. Јас мислам дека таа дарба ја имате и вие, таа прекрасна дарба да измислувате, да фантазирате, се што е околу вас, да проживувате низ себе и да го збогатувате. Повелете, послушайте се. Само не. Па каде сте вас вече? Добар ден. Повелете. Како сте? Добар ден, добро, благодарам. Здраво, Зоки! Добар си? Браво, Зоки. Повели, Зоки. Најмногу ги сакани. Најмногу, како да сте знаеле, повелете. Благодарам. А сега јас ќе ви соопштам нешто. Вие не знаете.
Зоки знае да брои до 10. Ајде, Да, до 10. Браво, Зоки. Ајде да видиме што му умее да брои до 10. Нека ги изброи карамелите што му ги донесов. Изброј. Ајде, Зоки. Една карамела, да. Еве 2 карамели. 3 карамели. Браво, Зоки, браво. Знае да брои. Че. 4, па знаех јас, да, 4, да, 4. 5. Абе, 5, да, 5. Така, Зоки, браво. Благодарам. Хајде, Зоки, продолжи понатаму да броиш, хајде. Ама ајде, што чекаш? се. Ајде, Зоки, понатаму. Ова не чини, не е за броење. И ова не чини, не е за броење. Какви карамели сте ми донеле? Зоки, што зарем сите карамели не се за броење и не чинат, а? Не чинат? Не чинат, да. Чекајте, првин да ги пробам, а потоа ќе ви кажам дали се за броење. И таа да не чини. Не чини. Какви карамели? Па зарем сите не чинат што ти ги донесов? Чекајте првин да ги пробам, а потоа ќе ви Ајде да видиме, пробај ги, Зоки. И? Ајде понатаму, Зоки. Па веќе нема карамели за броење. Што, Зоки, зарем сите не чинат? Па не чини. Не чинат. Браво, Зоки. Имам пари. Што сакаш да те купам, Лиде? Сакам панделка. И црвена, и бела, и жолта. Па и нема зелена. таква панделка. Има. Па нема, јас знам повеќе од тебе. Ти ништо не знаеш и не сакаш да ми купиш. Па посакај друго, веднаш ќе ти купам. Сакам гума. И црвена, и бела, и жолта, и Па нема таква гума. Има. Нема, посакај друго. Сакам јајце, зелено и црвено. Па и зелено, и црвено, и жолто. Нема, друго. Сакам зелено, сино, бело, жолто и тоа Па сакам. тоа не може да се купи. Може. Што сакаш ти всушност? Сакам се. Чекај, Лиде. Се зелено, сино, бело, жолто. Ама како се? Се што оди, се што лета, сија цвет. Да, сија цвет. Зелен, црвен, жолт, син. Кило и пол шеќерчиња. Чаши 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 чаши по 6 по 2800. Помалите тука се.
1, 2, 3, 4 мотик. По 3950. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 сапа по 1930 динари. Так. 1, 7, 9. Има ли некој тука? Да, дојдам. О, повелете, дечиња, повелете. Добар ден. Добар ден, дечиња. Повелете што сакате. Кажете што сакате. Бе. Сакам да го купам сиот цвет за мојава пријателка. Како, што да купиш? Сиот цвет. Сиот цвет. Да, сиот цвет. И зелен, и црвен, и жолт, и сини. Ама ќе плача ако не ги купам. Ајде, одма, чичино. Еве го. Повели душичке, Благодариме. молам, догледање, дечиња. Догледање и друг пат да дојдете. Сиот цвет. Земи. Хвала. Зокјаме е сладок сиот цвет. Да го изгризам ли? Ги опишавте Зоки и Лидија како и три деца. Дали ги сакате само и трите деца? Се разбира дека не ги сакам само и трите деца. Затоа што овде се опишани Зоки и Лидија како и три, меѓутоа тоа не значи дека моето внимание не го привлекуваат и сите други деца плашливи, например храбри, послушни, добри и така натаму, или недобри, пак уште тие се уште поинтересни. Што со ова сакам да речам дека сите деца се интересни за опишување и дека според тоа и според се друго во нив може да се најдат прекрасни работи кои што човекот го тераат, возрастниот го тераат да ги сака. Колку играчки имал Зоки? Која му е најомилена играчка? Зоки Поки верувам дека имал повеќе играчки и не само оние што се опишани во книгата, што се спомнати. Како што претпоставувам и вие денес имате доволно играчки за да си играте и за да фантазирате со нив, да измислувате своји приказни. Само сепак верувам дека најмили играчки на Зоки Поки не му се оние што се најубави, да речеме, што се најсветли, најмазни, најнови, туку токму оние со кои што тој може да си игра на свој начин, да ги замисли како живи, да може да им зборува, едноставно да ги смета како живи суштества кои што го пополнуваат неговиот живот. Затоа и во книгата е спомнато сламеното мече, со кое што Зоки Поки толку убаво си другарува. Докторе, на Зоки нешто не му е добро. Здраво, Зоки! Браво! Ајде, отвори ја малку устата. Ајде, кажи А. Добро, добро.
Зоки, сега ќе дишеш малку, ама подлабоко. Ајде. Добро, Зоки, добро. Добро. Што му е, доктор? Ништо. Ќе треба малку да му испитаме крвта. Добро. Зоки, ќе дојдеш кај мене во амбулантата? Малку да те боцнем, а? Да, доктор. Ама со мечето, со мечето. Да, па само за мене. Добро, Зоки, дојди со мечето, ќе те чекам во амбуланта. Ајде. Пријатно, Зоки, пријатно. Докторе, многу ви благодарам. Довидување. Довидување. Нели, Мечко, ние од ништо не се плашиме, а? Јунаци сме ја и ти. Само малце по прстата и одмак ќе помине, нели? Зоки! Молам. Зоки, ние за тебе чувме многу нешта. А што сте чуле? Па тоа, Зоки, дека си бил голем јунак. А сега, Зоки, ќе бидеш ли мирен? А? Па јас сум си мирен. Одлично, одлично. Сега, Зоки, со ова игличе ќе те боцнеме во некое од твоите прстиња. Затоа, Зоки, ти ќе ми кажеш кое од твоите прстиња е најнемирно. А зошто? Него ќе го боцнеме. За казна, за казна. Нека знае дека и ти можеш да го казниш за тоа што е немирно, ако е твое. Чекајте првин да помислам, чичко. Не, чичко, никој не давам да боцнете. Сите мои прстиња се мирни. Па нели си ти храбар, Зоки? Па јас сум си храбар, но моите прстиња се добри. Нечум да ми ги накажувате. Добро, Зоки. Добро. Добро. Тогаш ќе мораме да го боцнеме твоето убаво и кротко мече. Морате? Морате? Мораме. А зашто токму мечето? Па кога ти не ги даваш твоите прстиња, кутрото мече, иако е подобро од сите твои прстиња, треба да се жртвува за тебе. Гледаш ли каков си ти, Зоки? Не ти е жал за пријателите? Жал ми е. Ние убаво си играме, а ќе го боли ли? Па многу ќе го боли. Многу ќе го боли затоа што е меч. И ќе ти се налути. И да знаеш, може би и ќе ти се загуби некаде, и тоа нарочно. И никогаш повеќе нема да бидете заедно. Повелете, чичко, докторе. Само толку? Само толку, Зоки.
гледаш ли, Мечко? Мене ме боцна за тебе. Па сега внимавај, немој некаде да ми се загубиш во шумата. Зашто тогаш ќе дадам да ти ги избоцкаат сите твои прстиња за казна. Помни сега. Сега на крајот јас сум малку љубопитна. Многу би сакала да ми кажете дали ви се допадна оваа книга со приказни за Зоки Поки. Кој сака нека каже, ајде. Не ми се допаѓа книгата Зоки Поки. И на твоите другачи, знаеш? Им се допаѓа? Многу би сакала таа вистински да ви се допаѓа, не само затоа што учителката ви е дала да ја прочитате. А сака ли некој да ми каже што би имале желба во иднина да ви напишам? Ај, овие јунаци тука на крај. Ајде, ајде. Ја би сака Што би сакал да во иднина да прочиташ во некоја од моите книги? нечето и во обид. Тоа е веќе напишано нешто друго, дали има желба да се Ајде. Ја би сакам книгата Жолто куферче. Се прочитала. А какви приказни сакате во иднина да читате од писателите? Не само од мене, но... Сакаш ли тоа? Ајде.